Почитувам председателя на Собранието на Република Македонија и председател на Комисијата за уставни прашања во Собранието, господин Еджефери. Почитувани членови на Комисијата за уставни прашања, почитувани пратеници овде денеска присутни, почитувани гости, новинари, почитувани граѓани на Република Македонија. Ми представува посебна чест што ми е дадена можноста пред составот на Комисијата за уставни прашања на Собранието на Република Македонија и пред огромно мнозинство на присутни пратеници денеска, накусо да ја образложам и аргументирам иницијативата на владата на Република Македонија за измени на Уставот на Република Македонија. Како што ви е познато, врз основа на член 130 од Уставот на Република Македонија, владата на Република Македонија на седницата, одржана на 8.10.2018 година, одлучи на Собранието на Република Македонија да му поднесе предлог за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија со насоки за изменување и дополнување на Уставот. Во оваа насока, согласно договорот од Преспа, владата на Република Македонија посочува дека Собранието на Република Македонија, согласно позитивните законски прописи кои регулираат постапката за уставни измени, треба да усвои амандмани кои ќе овозможат додавање на придавката Северна во името на Република Македонија, измени во преамбулата на Уставот на Република Македонија со кои при наведувањето на државноправните традиции ќе се именуваат конкретни документи на АСНОМ, односно ќе се внесе повикување на прогласот од првото заседание на АСНОМ до македонскиот народ за одржаното заседание на АСНОМ со неговите конститутивни одлуки. Уставен амандман со кој ќе се декларира почитување на суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави и со тоа ќе се прецизира поцврста гаранција за трајноста на границите и дека Република Македонија нема територијални претензии. Тоа ќе значи заштита на територијалниот интегритет на Република Македонија, но и на соседните земји од наша страна. И предлог за промена на членот 49 од Уставот, со кој ќе се декларира грижа за културните, економските и социјалните права на припадниците на македонскиот народ и сите наши граѓани во странство, без тоа да значи мешање во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи во било каква форма или заради било каква причина. Почитувани пратеници, членови на Комисијата за уставни прашања во Собранието на Република Македонија и почитувани присутни пратеници. Во духот на работата на владата на Република Македонија, максимално транспарентно и одговорно, веднаш после одлуката на владата за оваа иницијатива, предлозите за уставни измени беа достапни за целата јавност на Република Македонија. Дозволете ми да пренесам дека општиот одзив од увидот и реакциите на јавноста се дека во иницијативата за измени на Уставот на Република Македонија, согласно договорот од Преспа, нема ништо спорно. Стручната, академската јавност оцени дека предложените насоки се во согласност со меѓународното право и со меѓународните стандарди за човековите слободи и права и особено со интересите на Република Македонија и нејзините перспективи низ евроатлантските интеграции. Она што го зборувавме во референдумската кампања сега е пред очите на целата македонска јавност. Таму јасно се гледа дека тие измени заслужуваат поддршка од сите пратеници во име на интеграцијата на Македонија во НАТО и Европската Унија и во име на клучниот интерес на сите граѓани, а тоа е подобар живот тука во Македонија. Се разбира, оваа иницијатива се покренува на начин кој е во согласност со предвидените законски и институционални рамки за уставни измени. Оттаму, Собранието на Република Македонија, како законодавен дом, е институцијата, а пратениците се народните избраници, кои ќе ја донесат одлуката слободно, следејќи го исклучиво интересот на граѓаните. Пратениците се тие кои преку поддршката на оваа иницијатива всушност ќе покажат дека ја поддржуваат иднината на Македонија. Својата одлука треба да ја донесат согласно волјата на граѓаните
и по сопствено убедување, да не подлегнуваат на никаков притисок. Почитувани пратеници, со решението на спорот меѓу Република Македонија и Република Грција изградивме пријателство меѓу двете земји и двата народи. Пријателство кое никогаш не било поголемо. Во нашите раце е клучот за отварање на европската перспектива за економски развој и подобар живот на граѓаните. Перспектива и место во заедницата на европските народи за најдобра заштита на достоинството, идентитетот и иднината на сите граѓани на Република Македонија. Решаваме 2,5 деценијски спор за да извлечеме нашата земја од стегите на изолацијата. Решаваме 25 годишен спор кој што земјата ја влечеше надолу. Кога сите мислеа дека нема излез, се одваживме и тргнавме напред. Вашата одлука, почитувани пратеници, ќе ја испрати во историјата времената референца ФИРОМ. Придобивката е бесценета, зајакнат идентитет и гаранција за безбедност, стабилност, гарантиран економски развој и просперитет на иднина на сите наши граѓани. Македонскиот идентитет е заштитен за век и векови. Договорот предвидува потврда на македонскиот јазик во Обединетите нации Маседонијан, без фусноти, признаен и прифатен и од нашиот јужен сосед Република Грција. Нашиот влог во компромисот е дефинирање на прецизирано македонско име за нашата држава. Име кое е достоинствено и географски прецизирано Република Северна Македонија. Почитувани пратеници, првите чекори се веќе направени. После ратификацијата на договорот во Собранието на Република Македонија, Република Грција испрати писмо до председателот на Европскиот совет, со кое го извести дека веќе нема пречки и дека препорачуваат да добиеме датум за почеток на преговорите за членство во Европската Унија. И датумот го добивме во јуни 2019 година. Очекуваме да ги отвориме првите поглавја, а скрининг процесот и работата на заедничките тела на Европската комисија и на владата на Република Македонија веќе започнаа со заедничката работа. На самитот на НАТО на 12 јули во Брисел Македонија ја доби поканата за полноправно членство како 30-та членка на Алијансата. Во јануари не очекува столчето во Советот на НАТО, веднаш откако ќе го потпишеме пристапниот протокол. За да го потпишеме, ни треба спроведување на иницијативата за уставни измени во Собранието. Со тоа ќе оствариме една од највисоките стратешки цели на Македонија, од независноста до денес. Членство во најсилниот сојуз на светот, НАТО, што неминовно води и кон наше членство во Европската Унија. Ќе застанеме рамо до рамо со нашите западни партнери. Стабилна Македонија, членка на НАТО, значи гаранција за безбедност и стабилност на нашата земја. Безбедност гарантирана со членството во НАТО е гаранција за инвестиции и за економски развој. Членството на Македонија во Европската Унија гарантира силни институции, правна држава, зголемена мобилност и еднакви шанси за нашите млади. Младите од Македонија ќе бидат еднакви со своите врсници од Европската Унија. Нема да има потреба да вадат пасоши од други држави. Почитувани пратеници, не е лесно ова прашање, но на овие прашања се препознава лидерство. Интеграцијата на Македонија во НАТО и Европската Унија не може да биде попречена од каква било закана или обид за заплашување, подкуп или било што друго. Сега е време сите што се за НАТО и Европската Унија да ги поддржат измените и заедно, исклучиво заедно, да однесеме Македонија напред. Сега е време да ја потврдиме заедно одлуката од 1993 година, според која членството во Европската Унија и НАТО се наши заеднички и врвни стратешки приоритети. Сега е време да се ефектуира декларацијата за членството во НАТО,
што овој собраниски состав ја донесе во јули оваа година, заедно. Пред само 3 месеци, Собранието на Република Македонија, вие пратениците, покажавте дека членството во НАТО е врвен надпартиски интерес и дека за тоа прашање постои највисок граѓански, меѓуетнички и политички консензус. Сега, сите пратеници, без разлика на која партија и припаѓаат, имаат историска должност и обврска пред граѓаните да го обезбедат патот на Македонија кон стабилност, безбедност и економски просперитет, а тоа е патот кон НАТО и Европската Унија, кој води преку македонско-грчкиот договор. Од пратениците во Собранието на Република Македонија се очекува одлука во таа насока и како израз на почитување на волјата на граѓаните, кои што гласаа на референдумот, како и на волјата на околу 80% од граѓаните кои континуирано се изјаснуваат дека го одобруваат членството на нашата земја во Европската Унија и НАТО. Сите сме свесни дека без договорот со Грција тоа остануваше само наша надеж и желба. Почитувани пратеници, изминаа 25 години во калкулации и празни зборови. Македонија нема веќе генерации за губење. Да покажеме дека сме подготвени, да ги преземеме лидерството и одговорност. Таква улога нема делегирано нашите граѓани. Повикувам на вашата одважност и на должноста да се следи интересот на граѓаните и да се прифати историската можност. Повикувам на обединување околу врвните државни и национални приоритети, да дадеме максимална поддршка за прогрес на нашата земја и да донесеме силна одлука. Бидете оние што ќе ја поведат Македонија напред, кон светот и кон подобар живот за сите граѓани. Тоа е нашата одговорност. За тоа им служиме на граѓаните. Благодарам.